Денеска во попладневните часови во атарот на село Мажучиште настанате огромен пожар со огромни зафатени површини на борова шума, квалитетна борова шума, каде што е изгорена поголема површина на квалитетен бор. Пожарот се шири према манастирот Трескавец. Моментално има мали екипи на гасначи. Пожарната ќе се вклучи во секој момент во гасење на пожарите. Меѓутоа, не е само овој пожар. Во последниве денови имаме десетина пожари со огромни површини, би рекол над 100 хектари зафатени површини на еден пожар, каде што се интервенира дури и со денови. Гасењето во вакви услови е отежнато, временските услови се, како што сите знаеме, со високи температури, терените се доста лоши и така натаму, значи повикуваме ваквата ситуација, ваквата една временска непогода, да речам, да ја испочитуваме сите, да нема палење на пожари на оган на отворен простор, односно да се почитува забраната за палење на оган на отворен простор и забраната за движење низ шумите во овие денови. Па пред се би го осудил несовесното однесување на поединци кои што сигурно се предизвикувачи на голем број од овие пожари и мислам дека би ги повикал тука и соодветните институции да реагираат, да се пронајдат лицата и да биде постапено спрема законските прописи во Република Македонија. Со сите овие пожари е направена огромна штета, материјална штета, исто така и големи трошоци се направени, кои се на терет на пожарната, буџетот на локалната, јавните институции, сите други кои што се ангажирани во гаснењето на овие пожари. Во локализирањето на овие пожари би стакнал голема благодарност до противпожарната единица, до јавните предпријатија кои помагат и со механизација, меѓутоа и со луѓе, и секако до мештаните од населените места во близина каде што се случуваат овие пожари, како и јавното предпријатие Шуми, кое секогаш одговара со човечки ресурси и дел механизација во гаснењето на овие пожари. Бидејќи овдека пожарот моментално кој се случи во близина на од гробиштата продолжи да се шири нагоре на кај манастирот Трескавец, би упатил еден апел вечера па и утре сабајле да се пријават и доброволци, секако ќе учествуваат екипи од јавните предпријатија и пожарната во локализирањето на овој пожар, да не дозволиме да се прошири нагоре до манастирот, а исто така голема благодарност и до населението од населеното место Мажучиште, кое што помогна околу спречувањето на пожарот и негово ширење во близина на ова село. Уште еднаш би ги повикал сите граѓани на општина Прилеп да се придржуваат на забраната која што издаде Министерството за земјоделие и шумарство во простор каде што има шуми, посебно во овие летни горештини, со цел да не се предизвикуваат пожари, доколку има сомнителни лица да бидат пријавени во соодветните институции, да биде постапено по законските прописи против тие кои што намерно или ненамерно ги предизвикуваат овие пожари. Добро вечер до сите граѓани на град Прилеп. Значи имаме голем апел, моментално сме мала група, сме на неколку метри што се вика долу под манастирот Трескавец. Ви упатуваме голем апел, значи откажете го кафето, откажете и кафичите, ве замолуваме, дојдете да помогнете, да го спречиме, да не ни се случи пак Божиот храм, да ни се запали од и овдека се бориме стварно без никакви услови. Значи голем апел упатуваме до сите сограѓани на Прилеп, кој што е во можност, изгубете 2, 3, 5 сати, значи верувајте дека е премногу потребно во моментов. Ви благодариме.
Мора да сме свечи да пала. То од граѓа. Да. Сигурно. Ма ова тргнато е на тоа. Да, бе префрлено овде погоре, префрлено. Достани 12 години. Овде нешто блиску ми свети, тато да поеме да видим, ево овде лево. Знаеш што? Знаеш зашто ти се елува? Марен си, бе, добар си, жив здрав. гасна деца. Добар си.